гледате Дневникот на Сител. Во студиото со вас Славица Арсова. Добро вечер и добро дојдовте. На почеток на станите на денот. Уставен ја одложи седницата за законот за јазиците откако беше поништен изборот на една уставна судика. Кој ќе го чува денарот? Председателката се уште без одлука, тројца кандидати во игра за гувернерската фотелја. Милиарди британски фунти за македонската железница. Коридорот 10 добива 2 нови пруги, брзи возови и директна врска со аеродромот. Владата зборува за трансформација, опозицијата предупредува за нетранспарентно задолжување. Дел му го вртат грбот, а дел го следат. Превирање во алијанса по оставката на Таравари. Вечерва или утре средба со Филипча. Вандализиран меморијалот за 5 на жртви од Штип во трагедијата во Пулс. Од утре евалуација на сите повредени. По цела деценија почнува употребата на електронските алки со кои затвореници ќе може да издржуваат казна дома. Што значи договорот за стратешко партнерство и договорот влада со влада? Какви бенефити или придобивки ќе има за граѓаните на нашата држава? Во тема на денот во овој дневник ќе разговарам со британскиот амбасадор во земјава Метју Лосон. Останете со нас, почнуваме со дневник. Одлуката на Управниот суд со која се поништи изборот на една уставна судика ќе има влијание врз работата на Уставниот суд. Прва последица ќе биде одложувањето на расправата за законот за јазиците која требаше да се случи следниот месец. Детали има Зоран Јаневски. Одлуката на Управниот суд за поништување на изборот на уставната судијка Дуковска ја одложи расправата за законот за употреба на јазиците. На неколкучасовен состанок уставните судии заклучиле дека постапувањето на судскиот совет, собранието и управните судови предизвикале правен преседан и го втурнал судот во состојба со која досега се нема соочено. Првите последици ќе ги сноси законот за употреба на јазиците, предмет кој го водеше токму судијката Дуковска. Да се одложи подготвителната седница по предметот за законот за употреба на јазиците која беше закажана за 19 јуни, од причина што судијата на кој се однесува поништената одлука за избор со пресудата на Управниот суд е судија известител на конкретниот предмет, а дополнително судот има донесено заклучок според кој постапувањето по овој предмет треба да биде во полн состав на судот. За останатите предмети во кои постапувала Дуковска, од уставен велат дека нема да има импликации, бидејќи одлуките на судот биле конечни. Според одлуката на Управен, изборот на уставната судијка Дуковска е поништен бидејќи иако имало тројца кандидати, судскиот совет гласал само за неа. Од Управен велат дека со тоа на останатите кандидати им била ускратена можноста за еднаквост при изборот и поддршка преку гласање. Од судскиот совет велат дека штом ја добијат одлуката ќе се разгледа и на седница ќе има нов избор, а предлогот ќе биде испратен до собранието. Министерот за правда вели нема рок за избор на нов уставен судија, но го повика судски да ја повтори постапката. Надлежност за извршување на пресудата на Управниот суд има само собранието, односно во конкретниот случај судскиот совет. Така да должност на судскиот совет е согласно препораките, односно пресудата на Управниот суд, да ја повтори постапката, да ги зема во предвид препораките и да достави нов предлог до собранието. Одлуката за поништување на изборот на Дуковска следи откако нејзината против кандидатка Антоанета Димовска ја оспори постапката пред Управниот суд. Подоцна Димовска беше избрана за член на судски совет. Зоран Јаневски, Сител телевизија. Кој ќе го чува денарот? Одлуката се уште се крчка во кабинетот на председателката Силјановска Давкова. Таа побара уште неколку дена за да одлучи кој од тројцата кандидати, Ставревски, Славевски или Бежовска, ќе го предложи за нов гувернер на Народната банка. Мандатот на актуелната гувернерка истекува утре, но таа останува на функција се додека не се избере наследник. СДСМ обвинува за политички притисоци, а владата демантира несогласување. Наташа Мерсовска. Председателката Давкова се уште размислува кој да предложи за нов гувернер на Централната банка. Побарал уште 2-3 дена пред да донесе конечна одлука. Вчера разговарала со тројцата кандидати – Ставревски, Славевски и Бежовска. Вели дека сите се исклучителни и кој да предложи уверува дека ќе биде извонреден гувернер. Деновиве ќе го поднесам предлогот. Причината е мојот долг, плоден разговор со тројцата потенцијални кандидати
Сите се извонредни. Ме запознаа со она што го правеле во животот, со биографиите, дополнително ќе ги достават. Кога разговарате со секој од нив повеќе од час и половина, во голема дилема сте. Затоа јас ги информирав и нив, а и јавноста, а и собранието дека после дополнителни консултации ќе го поднесам конечниот предлог. Мандатот на актуелната гувернерка истекува утре, но Законот за Народна банка предвидува таа да остане на функцијата се до изборот на нов. Бежовска не сакаше да открие дали очекува уште еден мандат. Сепак во оваа фаза би се воздржала. Тука сме, знаете, отворени сме за соработка како Централна банка. Ке има можност, ке има прилика, ке се видиме и ке позборуваме за сите прашања кои што ги имат. Одолговлекувањето на изборот за клучниот човек која крои монетарната политика за опозицијската СДСМ е доказ дека власта притиска за кандидат од нивната партија. Официјално нема апсолутно никаква информација, тоа што се одолговлекува и тоа што нема никаква досега предлог излезен во јавност е само за мене знак дека има сериозен партиски притисок од страна на ВМРО-ДПМН во селекцијата на предлозите. Премиерот Мицковски негира дека има несогласувања помеѓу неговиот фаворит и оној на претседателката Давкова. Не сме разговарале за кандидат, сме разговарале за кандидати во множина, така што нема тука несогласување. Мандатот на гувернерот на Народната банка трае 7 години, со можност за уште еден реизбор. Ја има клучната улога да ја чува стабилноста на денарот и банкарскиот сектор. Законот бара гувернерот да биде независен, односно да не е член на политичка партија или синдикат, како и да нема собственост на капитал во финансиска институција. Наташа Мерсовска, Сител телевизија. Милиарди британски фунти за македонската железница. Коридорот 10 добива 2 нови пруги, брзи возови и директна врска со аеродромот. Владата зборува за трансформација, опозицијата предупредува за нетранспарентно задолжување. Дел му го вртат грбот, а дел го следат. Превирање во алијанса по оставката на Таравари. Вечерва или утре средба со Филипча. Македонската железница добива нова шанса. Коридорот 10 станува приоритет број 1 за инвестиции од 6 милиарди евра британски капитал. По децении за поставеност државата сака повторно да ја впиша земјава на европската железничка мапа со 2 модерни пруги, брзи возови и врска од Скопје до аеродромот. Почеток на теренски работи се очекува до крајот на годината, а целата траса треба да биде готова за 5 години. Паралелно ќе се реконструира и централната железничка станица во Скопје. Детали за проектите од Даниел Василев. Коридорот 10 станува приоритет број 1 за инвестирање на британските 6 милиарди евра од стратешкото партнерство. По 30 години девастирање на македонската железница, сега државата сака повторно Македонија да ја впише на европската железничка мапа. Првиот човек на железници инфраструктура вели дека на трасата од Табановце кон Богородица ќе има 2 пруги. Прво ќе се гради нова, а потоа ќе се реконструира постоечката за да се постигнат планираните 160 км на час за патничкиот и 120 км на час за карго транспортот. И за двете пруги ќе се трудиме секаде каде што има кривини, согласно можностите, максимално да се исправат и да се намали должината на пругата. Од голема важност е што при целата градежна активност ќе биде офатена изградбата на пругата со која што ќе се поврзе железничка станица во Скопје со аеродромот во Петровец. Планот на државата е целиот зафат да биде проектиран и изграден од ист изведувач. Како што кажа директорот на Железници инфраструктура, ќе бидат користени современи системи за сигнализација и контрола на сообраќајот според европските стандарди, а ќе биде намален бројот на премините за да се избегнат можни несреќи. Според сегашните најави, на есен ќе почнат подготвителните работи, а некаде кон крајот на годината, до идната пролет, да почнат и работите на терен. Целиот проект се очекува да биде готов за 5 години. Паралелно, надлежните најавуваат и реконструкција на централната железничка станица. При целосна модернизација и изградба на нова брза пруга, логично е и следствено да се помисли за состојбата на главната железничка станица. Ви информирам дека јавното предпријатие Македонски железници инфраструктура
во моментов разработува проект за целосна реконструкција и модернизација на централната железничка станица во Скопје и паралелно со изградбата на брзата пруга ќе се одвива и овој процес на реконструкција на железничката станица. Прашан за плановите за коридорот 8, Ивановски вели дека желбата за поврзување со Бугарија постои на двете страни, но нема соодветен бугарски одговор во делот на работа на терен. За поврзувањето со Албанија се чека насоката од УНЕСКО за делот кај Охридското езеро, но во моментот фокусот на Тирана е поврзување со Црна Гора. Така што основен проект за тој дел би имало за најмалку 5 години од сега. Даниел Василев, Сител телевизија. 6 милиарди евра историски заем или нетранспарентно задолжување. СДСМ ќе го поддржи договорот за стратешко партнерство со Велика Британија, но бара одговори од каде доаѓаат парите, која е каматата и зошто владата преговара директно без јавен повик. Филипче предупредува дека ќе плаќаат идните генерации, а европските грантови остануваат неискористени. Премиерот возвраќа се работи за трансформационен заем кој ќе донесе пруга, болници и нова инфраструктура. Договорот треба да биде официализиран до крајот на неделата. Договорот за стратешко партнерство со Велика Британија ќе биде поддржан од опозицијската СДСМ, но партијата на Венко Филипче како антиевропска ја смета финансиската рамка од 6 милиарди евра заем, што владата ја договорила со оваа земја. Филипче побара премиерот Мицкоски да ги открие деталите за, како што рече, историското задолжување, бидејќи парите ќе треба да ги враќаат идните генерации. Ваков начин на заем за вакви проекти дефинитивно ја белешат оваа влада како антиевропска. Огромна сума на пари, 6 милиарди евра го надминува дури и нашиот буџет. Првото прашање е кој е потеклото на парите? Дали парите се британски и директно од британската влада или станува збор за фонд кој што е лоциран во Велика Британија, а располага со пари од некоја друга земја? Второто прашање е колкава е каматата? Дали знаеме колкава е каматата, дали владата знае, дали точно знае за што се преговара во овој период. Понатаму, дали е направена споредба со некој друг извор на пари? Дали е направена споредба со Светска банка, со некои други комерцијални инвестициски банки? За лидерот на СДСМ најспорно било тоа што се работи за заем преку договор влада со влада, како унгарскиот заем, бидејќи со тоа се намалувала транспарентноста во трошењето на парите. За него, како што рече, попатриотски е да се искористи европскиот пат и да се обезбедат грантови од Европската Унија за изградба на инфраструктура. Нелогично за Филипче и тоа што со овој заем се финансирал само коридорот 10, но не и коридорот 8. Мицкоски пак одговара дека покрај пругата Табановце-Гевгелија, клиничките болници Штип-Титово и Кичево, ќе има пари и за други проекти од транспортот, здравството и енергетиката. За премиерот нема сомнеш дека се работи за трансформационен заем кој ќе ја измени државата на подобро. Ке се мултиплицираат придобивките и јас сум убеден дека од сето ова ќе имаме навистина еден трансформационен период кога станува збор за државава, затоа што ова се трансформациони проекти кои што имаат за цел да додадат вредност не само во квалитетот на живот на граѓаните, туку и генерално во македонската економија. Сите овие параметри се преговараат, во тек се преговорите, вклучени се тимови од мојот кабинет, од Министерството за транспорт, Министерството за здравство, Министерството за финансии. Оваа недела ќе има посета на висока делегација, потпишување на влада со влада договорот во Лондон, од страна на делегација која што ќе предводи потпредседателот на влада и министер за транспорт. Така што сите овие детали ќе бидат многу скоро познати, но тоа се детали кои што ќе бидат убедливо што во овој момент Македонија како држава може да ги добие. Договорот за финансиската рамка меѓу Македонија и Велика Британија до крајот на неделава треба да биде потпишан во Лондон од страна на министерот за транспорт Николовски. Катерина Нешкова, Сител телевизија. Во тема на денот, како што најавив, разговарам со британскиот амбасадор во земјава Метју Лосон. Welcome, Ambassador. Thank you for being with us this evening. Thanks very much, Lavis. It's great to be on your show again. Ambassador, the Prime Minister Starmer and Prime Minister Mickoski have already announced the strategic partnership and the government-to-government agreement at the European political community that happened in Tirana, Albania. You also hosted a press conference this weekend with the Prime Minister
Mickoski, and you talked about these two agreements. But can you tell us what do these documents, what does this strategic partnership mean for the UK-Macedonian relations and for the citizens? Absolutely. Well, thanks again for having me on the show. I think this is a really pivotal moment in our bilateral relationship with the UK with North Macedonia. I think as you heard from our Prime Ministers, what we've announced is a strategic partnership, and within that, a new government-to-government agreement that will really set the scene for greater British trade and investment here. The reason we're doing this is that we have a trade treaty with you. It was signed 5 years ago, but we thought on both sides it's high time to really put into a strategic partnership all of the great work we're doing and then take a step change to go even further. So what your viewers are going to see is even closer cooperation with the UK on important issues as NATO partners. As I said the other day, we are training your armed forces. We're ready to fight it in NATO alongside you as NATO partners. We have fantastic cooperation on everything from global issues and foreign policy, and we're going to be doing more of that. We have your education minister in London this week at the World Education Forum, so we're looking to cooperate on education and culture, and of course deepening our cooperation on countering organised crime and migration. But really, perhaps leaving the best for last, as our largest, we are, I think, your second largest investor according to your figures in this country, and over half of the UK's trade in the whole of the Western Balkans is with North Macedonia. So really this is at its core, and particularly with reference to the government-to-government agreement, about bringing a step change in that already really strong economic and trade partnership. We as the UK are a free trading nation, and we think that this is another step change. We've been working really hard with setting up a new British Business Association. We have a fantastic array of businesses here who are already investing, and we wanted to deepen that relationship even further. So the government-to-government agreement that we're signing this week in the UK is a part of that broader strategic partnership, and we really hope that this will further create a step change in investment, hundreds of millions of pounds of value to our economy as part of the UK government's growth strategy, and hundreds of millions of pounds of value to your economy, which I am certain that citizens will see. How will the citizens benefit from this? What does this mean for our viewers, for our citizens in our country? Yeah, thank you. It's a really good question. I mean, I think you had the Deputy Prime Minister on your show last night, and he was talking about some of the concrete things that the government-to-government agreement will support. And initially, the government has requested that the agreement focuses on strategic rail infrastructure and on healthcare. So really concretely, if what your citizens can expect to see is healthcare, new healthcare facilities, and built to UK standards. An important component of the government-to-government is that we'll be working with our National Health Service to bring in the expertise to support the private sector contractors to do the building, and building everything to very high standards. And then really importantly, a new rail link, renovating the Corridor 10 rail link, which the government has requested support on. And this is about bringing a fantastic new rail link to the country, which will really should hugely benefit the economy, provide high-speed rail between the Greek border and the Serbian border. So this is about revolutionizing trade through North Macedonia as an important transit corridor. Of course, this is vitally important for Central Europe as well, and it's vitally important for us as the UK that we can really support concrete projects that will benefit citizens. Ambassador, media have been reporting on the migrant return hubs. You said that these were not part of the agreements, not part of these documents. However, the press release from number 10 stated that Macedonia will join the Joint Migration Task Force. Mm-hmm. What is the difference between the two? Thanks. Well, thanks for asking the important and the difficult questions. This is really important, and part of our focus for the UK is defending press freedom, so thanks for asking these questions. I think, as I said in the press conference on Saturday, I think the Joint Migration Task Force, which our Prime Minister announced and together with your Prime Minister, this is about upstream police force cooperation. This is something that we want to see even more of.
we've left the European Union, so we need the same kind of arrangements in terms of cooperating to fight the scourge of organised crime, to fight the criminal gangs that are bringing people and other illicit commodities from countries through the Western Balkans to the UK. So what this is really about is that upstream, deepening that upstream cooperation. So police forces working more closely together, sharing intelligence, working more effectively on the borders to stop and break these criminal gangs. So I don't think citizens won't see much of that. That's a lot of institutional work behind the scenes with our Ministry, Home Office and your Ministry of the Interior. But we're bringing our agreements into line to tackle what is a real priority for the UK government, migration and countering organised crime, together with what other European partners already have. So that's really important. Now, that is hugely different from an issue of returning migrants back from the UK to other countries. So I think in essence what's happened here is that there was a lot of speculation in the British press about what would or wouldn't happen at the European Political Community meeting with all other countries there, and that's kind of got mixed into something we've been working on for a long time, which is this country joining the Joint Migration Task Force. The UK, Kosovo and Albania are part of that, so we really welcome that agreement, and that's what was agreed. Well, thank you for clarifying this issue. You announced that you will be accompanying the Deputy Prime Minister Nikolovsky and the Macedonian delegation to the UK for the signing of the government-to-government agreement. What are the next steps after this announcement? Yeah, thanks very much. And we're looking forward to hosting the Deputy Prime Minister. We're also hosting his close colleague, Deputy Prime Minister Majiti as well. So we're just finalising arrangements for a big government delegation. I think it's really important to get the signing over the line. You'll see a statement on Thursday from our Minister for Exports, Minister Thomas, together with the DPMs. What happens next is I think we have some negotiations still to do on complicated issues of financing and tendering, and I think you'll see a set of announcements from the government as to how this is going to work. That's of course up to your government to decide exactly, so we're supporting all of that. And then I hope really quickly that we'll see the first signs of how this is going to work in terms of building those hospitals and building the rail infrastructure that we're talking about. So the idea of all of this, and something your government has made the request, is that the UK can provide this at speed. So that's what we're going to try and do. Ambassador, thank you very much for joining us so tonight, and thank you for the information that you shared with our public. It's a pleasure. Thanks very much. Thank you. Дел му го вртат грбота, дел го следат. Превирање во Алијанса по оставката на Таравари. Вечерва или утре средба со Филипча. Вандализиран меморијалот за 5 на жртви од Штип во трагедијата во Пулс. Од утре евалуација на сите повредени. Бројот на пратеници што го поддржуваат владиното мнозинство ќе расте, порачуваат премиерот Мицкоски и министерот Муртезани. Уверени дека до крајот на неделата ќе има нови имиња зад владата, а од другата страна Арбен Таравари, веќе без вице-премиерот Фетај и еден пратеник, тврди дека не отстапува од патот на промените и најавува мобилизација за локалните избори. Поддршка добија од заменичката министерка за одбрана која поднесе оставка, а попладнава и од заменикот во земјоделие. Политиката е работа на можното, вели премиерот, прашан дали во наредните денови може да се очекува пратеници на ДУИ да му се приклучат на владеачкото мнозинство. Констатираше дека Таравари веќе избра страна. Тоа се двата блока кои што новија избори ќе се спротивстават. Блокот на криминал и минатото и блокот на иднината и просперитетот на Македонија. За жал, ќе повторам, Арбен Таравари одлучи да се приклучи на овој првиот блок, блокот со црни листи, со листи на санкции на политичари, криминалци и така натаму. А на страната на Таравари не се гледа голем дел од неговата партија, вели министерот за европски прашања, изразувајќи очекување дека до крајот на неделата мнозинството ќе добие нови пратеници. Па мислам дека сите овие случувања во делот од Алијансата на албанците предводена од Таравари се знак дека одлучноста на структурите таму и спремноста е многу поголема да не завршат во преградките на Али Ахмети од калкулациите на Таравари. Според наши неофицијални информации, тие ќе продолжат. Револтот кај сите поддржувачи, симпатизери и функционери таму е многу голем, така да чекаме наредниве денове. Мислам дека тој тренд ќе продолжи.
Таравари за време на викендот веќе загуби еден пратеник, а збогум му каже и вице-премиерот Фетај. На социјалните мрежи тој денеска ги обвини за предавство. Патот на Арбен Џафери не минува покрај влада која што те нарекува 20%. Патот на промените не минува покрај пратеници кои ја продаваат својата позиција. Патот на достоинството не се минува со напуштање на партијата за министерско столче. На крајот на се, ке се видиме во октомври, порача Таравари. Лојална му остана заменик министерката за одбрана која денеска реши да го следи неговиот чекор и да си поднесе оставка. Иако официјално договор со Таравари нема, во ДУИ веќе констатираа дека се формирал фронт против владата во кој се обединили и најголемите противници. Албанците се обединуваат. Наспроти ова антиевропски и антиалбанска влада се формира достоинствен национален и граѓански фронт кој бара еднаквост, стабилност и иднина за сите. Дури и најжестоките политички противници ги оставаат настрана разликите за да го бранат достоинството, националниот интерес и да им го обезбедат на граѓаните она што тие го бараат. Пристојна почит и европска перспектива, се вели во соопштението на ДУИ. Во СДСМ веќе изразија резерви за соработката со ДУИ, но лидерот Филипче очекува да ги слушне позициите на Таравари на средбата која ќе се одржи вечерва или утре. Повторно констатираше дека владината коалиција се распаѓа. Мислам дека најдобар доказ за тоа што се случува во владината коалиција и тоа генерално што се случува во државата е тоа што владината коалиција практично се распаѓа. Нецела година дена после формирањето, коалициони партнери заминуваат. Таравари беше еден клучен фактор од албанскиот блок кој што се приклучи на ова влада. Ако сите пратеници ги задржат своите позиции, Таравари ќе има 4 гласа во собранието. Александар Спасовски, Сител телевизија. Трката за локалните избори почнува. Партиите влегуваат во финална фаза на подготовки, а во следните 10 дена ќе бидат познати најголемиот дел од кандидатите. И ВМРО, ДПМН и СДСМ најавуваат состаноци на највисоките партиски органи до крајот на месецот. Мицковски прогнозира убедлива победа и целосно бришање на СДСМ од политичката карта на општините, додека Филипче возвраќа граѓаните ќе окажат своето против, како што вели нефункционалната власт и продлабочената социјална криза. Во следните 10 дена ќе бидат познати најголем дел од кандидатите со кои партиите ќе ја бараат довербата на локалните избори. И ВМРО, ДПМН и СДСМ најавуваат состаноци на највисоките партиски органи до крајот на месецот, но лидерите на двете партии се убедени во победа. Мицковски, кој вчера најави структурни промени во партијата, денеска вели дека сите анкети кои ги добива прогнозираат убедлива победа на ВМРО, ДПМН и бришење на СДСМ од картата на општините. Јас очекувам врз основа на бројките кои што ги добивам убедлива победа на ВМРО ДПМН и коалицијата која што ќе предводи ВМРО ДПМН. На настанот вчера јасен бев и прецизен. Можеби онаму каде што е конкурентен СДСМ се 2 до 3, максимум 4 општини. Иако да бидам искрен, ако вака проложат неодговорно да се однесуваат, можеби и да немаат освоена општина на следните локални избори. Бидејќи гледам дека тие и малкумина кои што ги поддржуваат, играат на картата на кратко помнење на граѓаните и нормално нихилистичка политика, се што прави ова влада не чини. Па не може се што прави ова влада да не чини. Може да сигурно има некакви добри работи кои што ние правиме. Власта не е свесна за револтот кај граѓаните кои ќе го искажат токму на изборите на есен, му возврати Филипче. Чаурата на власта во која што оваа власт се наоѓа е се потесна. Не се свесни за револтот и гневот кој што луѓето го чувствуваат заради многу работи. Заради платите, заради трошоците, притисокот кој што го прават на фирмите, немањето поврат на ДДВ, револтот кој што се излева на улиците поради настанот и трагедијата во Кочани, во која што загинаа 62 деца. Како ќе биде резултатот на локалните избори, тоа само може да го кажат граѓаните и ќе го кажат во каква Македонија сака да живеат. Дали ваква на периферија на Европа, задолжена до гуша со камати кои што ќе враќаат кој знае колку следни генерации, или просперитетна и европска Македонија.
СДСМ веќе го доби првиот сојузник на изборите. НСДП како традиционален долгогодишен партнер и на овие избори останува дел од нивната коалиција по вчерашната седница на Централниот одбор. Промени не се очекуваат ниту во коалицијата од 24 партии, која во моментов ја предводи ВМРО-ДПМН. Деспина Тодоровска, Сител телевизија. Вандализиран меморијалот за петтемина жртви од штип во трагедијата во Пулс. Од утре евалуација на сите повредени. По цела деценија почнува употребата на електронски далки со кои затвореници ќе може да издржуваат казна дома. Меморијалот на Штипскиот плоштад поставен во чест на петтемина млади штипјани кои ги загубија животите во трагедијата во дискотеката Пулс е вандализиран. Искршени се сликите, а запален е и дел од поставените свеќи и цвеќиња. Настанот не бил пријавен во полиција. Вандализам или уште поточно, грозоморен и нечовечки чин на Штипскиот плоштад Слобода. Искршени се фотографиите од петмината штипјани кои загинаа во дискотеката Пулс во Кочани, а кои представуваа нем сведок за трагичниот настан од невидени размери. Фотографиите ги доставија роднини на починатите, кои утринава забележале дека сликите се искршени и расфрлани. Од СВР Штип информираат дека за сега не можат да интервенираат и да спроведат истрага против непознатиот сторител или сторители, бидејќи до нив не е доставена пријава. Во пожарот во Кочанската дискотека животот го загубија Филип Ивановски, Александар Коларов, Филип Стефановски, Александар Ефремов и Дамјан Таневски. Фотографиите беа поставени веднаш по трагедијата во која загинаа 62 лица, за да можат штипјани да оддадат почит на прерано згастатите млади животи. За Сител, Трајан Ристовски. Сите кои биле присутни во Кочанската дискотека Пулс на 16 март, вечерта кога избувна трагичниот пожар, се повикани во следните 4 дена да се јават во здравствена евалуација во општата болница во Кочани. Здравствените власти апелираат на совесност и превентивна проверка со оглед на тоа што изложеноста на чад и токсични гасови може да има последици и по подолг временски период. Тимот специјалисти од скопските клиники повторно ќе утврдува состојбата на сите кои беа повредени во трагедијата во Кочани. Од утре па до крајот на неделата во Кочанската болница, докторите ќе прават поединечна евалуација на оние кои биле хоспитализирани во странство, но и лицата што беа лекувани во македонските болници, пошто ќе знаат дали некој има дополнителна потреба од рехабилитација или ортопедски помагала. Ќе го поканиме тимот од Израел, кој беше тука на почетокот на трагедијата, да го даде и своето мислење за понатамошната грижа за овие пациенти. И уште еднаш да подсетам, протоколот предвидува сите повредени да се вратат во болницата од која се испратени на лекување во странство. На физикална терапија во болницата во Кочани во моментот одат 40 од повредените. И за сега не се знае колку ќе трае тој процес. Но оваа установа беше заборавена од властите и по оваа трагедија излегоа на површина немањето на медицински персонал, опрема и фактот дека со децении никој не мрднал со прст за инфраструктурниот изглед. Секако дека е план да се изврши одредени реконструкции не само на таа болница, туку на повеќе други болници во Република Македонија, затоа што во изминатиот период ниедна од здравствените установи не била чепната не само во поглед на инфраструктура, туку во поглед и на опрема и во поглед на кадар. Моментално во Кочанската болница тоа што фали го надополнуваме од клинички центар од Скопје и од Коза. И после 2 месеци од трагедијата 18 пациенти се уште се на болнички третман, од кои 11 се во странство. Според лекарите тие имале посериозни повреди и ќе треба подолго време за нивно закрепнување. Пластична хирургија сега кај тие што се веќе заздравените, правиме и PRP на тие делови кои што се заздравени, кај што има нежна млада кожа, за неизина побрзо да кажам заздравување и да немаат поголеми лузни. Значи плазма богата со тромбоцити. Во трагедијата на 16 март 62 лица ги загубија животите, а околу 200 беа повредени, од кои 115 беа испратени на лекување во странство. Сања Димитровска, Сител телевизија. Вандали влегле преку необезбедени прозорци и направиле ршум во училница, кршејќи смарт табла, единствена од тој вид во битола и друга опрема. Колку се заштитени училиштата ни земјава, кој е одговорен за нивната безбедност? Во вечерните вести на Сител.
По една деценија чекање, електронските алки конечно во функција. Наместо за трешетки, дел од затворениците ќе издржуваат казната дома под 24-часовен надзор. Првите алки ќе ги носат стари и болни осуденици, трудници и лица со инвалидитет, најавуваат надлежните. Освен што ќе придонесе за подобра ресоциализација и намалување на пренатрупаноста, државата и ќе заштеди од буџетот. Секој затвореник чини 2000 денари дневно. Составање во функција на електронските алки за следење управата за извршување санкции ќе го намалува бројот на затвореници. Според анализите, досега 60 затвореници ги исполнуваат условите, а предност имаат стари и изнемоштени лица, бремени жени или мајки со мали деца, тешко болни и лица со инвалидитет. Директорот Пандов, кој прв ја тестираше алката, вели дека постојат два начини за добивање: самите затвореници преку нивните адвокати или иницијативата да биде на затворите. Конечно, после долги години ги ставаме во функција алките, односно можноста да во Македонија имаме затвореници во куќен затвор или на условен отпуст да се, со тоа што ќе имаат електронски надзор. Значи, што можат сега судовите и на ново осудени, така да речам, лица да им доделуваат алки, повторно ќе речам, и самите затвори сега можат да побараат за одредена категорија на овие категории на луѓе. За министрот за правда Филков, електронските алки не се само технолошки уреди, туку и алатка за реформа која ќе допринесе за намалување на пренатрупаноста во казнено-поправните установи. Преку нивно користење овозможуваме алтернатива на затворот, намалување на пренатрупаноста во казнено-поправните установи, подобра ресоциализација и поголема безбедност на граѓаните. Ова не е само нова техничка надградба, тоа е јасна определба дека правдата може да се спроведува со достоинство и почитување на човековите права. Со оваа мерка би сакал да ја отстраниме црната дамка која што досека беше фрлена на изречените мерки куќен притвор. Според надлежните, ако сега еден затвореник ја чини државата 2000 денари дневно, со користење на електронските алки значително ќе се заштеди од државниот буџет. Алките кои се поставуваат на ногата се поврзани со GPS систем и со централен софтвер за 24-часовен мониторинг. Преку нив се следи движењето на осудениците со прецизни граници за движење, а секој отстапување автоматски ќе биде евидентирано и сигнализирано. Повеќе од една деценија, околу 400 ваки уреди поради административни и технички пречки чекаат да бидат ставени во функција. Ивана Соколовиќ најдова, Сител телевизија. Измените на изборниот законник и законот за судски совет се единствените два закони кои според министерот Муртезани нема да бидат донесени согласно роковите во реформската агенда. Тој вели дека засега Македонија е пример за успешна приказна во спроведување на неопходните реформи, а владата работи на обезбедување гаранции дека внесувањето на бугарите во уставот ќе биде последната пречка во евроинтеграциите. Денеска прв состанок одржа и националниот консултативен механизам за реформската агенда, кој ќе го следи процесот на спроведување на реформите и планот за раст. Ние покажавме дека реформите не се абстрактна заложба, туку конкретна пракса. Исполните се сите 5 иницијални реформски чекори предвидени до февруари оваа година, вклучувајќи го и новиот закон за јавна внатрешна финансиска контрола, подзаконските акти од законот за буџети, реформите во изборот на управните органи на државните компании и кадровските решенија во судството. Како потврда на нашата водечка улога во регионот, во овој контекст, веќе поднесовме барање за ослободување на 17,1 милион евра до Европската комисија. Целта на овој проект, односно оваа иницијатива, е да обезбеди регионален монитор на новитетите во процесот на европска интеграција во регионот и пред се фокусирани на реформските агенди. Нашиот пристап е регионален, ќе се обидеме од регионална димензија да може да придонесеме од граѓанското општество, работејќи заедно со многу други чинители.
Европската комисија прогнозира 3% раст за македонската економија оваа година, со повисоки плати, пониска инфлација и повеќе градилишта. Но предупредува, растот на платите не оди рака под рака со продуктивноста, а невработеноста се намалува бидејќи се намалува и бројот на работници. Инфлацијата останува над 2%, буџетот се уште е далеку од стабилен, а реформите во даночната сфера се магла на хартија. Со реален ризик за неуспешна реализација на капиталните проекти, Европската комисија апелира. Реформите од планот за раст на ЕУ се шансата што не сме да се пропушти. 3% раст на македонската економија годинава предвидува Европската комисија во својата пролетна прогноза. Како двигатели се наведени изградбата на инфраструктурни проекти и зголемената потрошувачка на граѓаните поради повисоките плати и намалената инфлација. Се предвидува инфлацијата да остане над 2% во 2025 и 2026, со можен притисок врз домашните цени поради раст на платите и кредитирањето. Лани инфлацијата се намалила на просечно 3,5% благодарение на добрата политика на Народната банка и намалените цени од увоз. Но според Европската комисија, од септември повторно почнала да расте, главно поради прекинот на контролните мерки за цените на основните производи. Иако невработеноста паѓа, сепак и работната сила се намалува, пишува во извештајот. Платите пак пораснале побрзо од продуктивноста. Се очекува реалните плати повторно да пораснат во 2025, главно поради продолжување на спроведувањето на колективниот договор од 2023 за јавниот сектор и дополнително зголемување на минималната плата во март. Очекувањата се дека буџетскиот дефицит постепено ќе се намалува оваа и следната година, но според Европската комисија, средувањето на државната каса ќе остане бавно. Не се предвидени мерки за зголемување на приходите, а плановите за дополнителни приходи преку формализирање на неформалната економија и подобрување на даночната администрација остануваат нејасни. Европската комисија предупредува дека најголеми ризици за економијата се послабата домашна побарувачка и забавениот раст на вработеноста, поради растот на платите. Исто така се укажува дека проектите за коридорите 8 и 10D би можеле да се соочат со проблеми при реализацијата, доколку не се подобри управувањето со јавните инвестиции. Од друга страна, според пролетната прогноза, реформите од планот за раст на Европската Унија би можеле да го подобрат економскиот развој и продуктивноста. Мартин Арсов, Сител телевизија.